Во Центарот за култура Трајко Прокопиев деновиве ќе започне првата фаза подготвителни работи за гасификација на институцијата. Средствата во износ од 2 милиона и 300 илјади денари се обезбедени од Министерството за култура, а договорот со фирмата изведувач веќе е потпишан, соопшти денеска директорот Сашо Тодоровски. Имавме претходно распишана јавна набавка за прва фаза, тоа се подготвителни работи, чистење и демонтажа на дел од постоечката инсталација. Минатата среда го подпишавме договорот со фирмата која што го доби тендерот и мислиме дека во најскоро време, за некои недела дена, веќе сме во контакт со нив, ќе започне реализацијата на првата фаза, која би требало да трае 2 до 3 месеци, се со цел да ја направиме подготовката за да се приклучиме на гасоводната мрежа во Куманово. Ние не функциониравме во зимските месеци. После денови на комедија, октомври, ретко се организира тука настани, така да мислиме дека ова ќе биде од голем значај и за Центарот за култура, значи клучно нешто ќе биде да имаме затоплување, се со цел да можеме да функционираме. Приоритет што зборевме со инженерите ќе биде големата сала, затоплување да имаме во големата сала и фоајето, а постепено ќе се оди и кон гасификација на останатите делови од Центарот за култура, тоа се канцелариите и кубусните сали во кои што играат најмлади тематични форми. Надлежните предвидуваат институцијата целосно да биде гасифицирана до крајот на наредната година. Нивете дека ќе бидат одобрени средства за останатата за втората фаза, тоа се правењето на гасната котлара која треба да биде тука во Центарот за култура, обезбедени се сите потребни дозволи кои што треба да бидат за таа гасна котлара, меѓутоа тука со локалните избори и нема да можеме да распишеме јавна набавка за таа втора фаза, така да мислам дека оваа година ќе завршиме само оваа прва фаза, а идната година со обезбедување и дообезбедување на средствата за гасната централа ќе распишеме таква јавна набавка и мислам дека идната година конечно ќе имаме успех во гасифицирање на целата институција Центар за култура. Инсталирањето на гасната котлара и поврзувањето на градската гасоводна мрежа ќе чини околу 8 милиони денари, средства што ќе ги обезбеди Министерството за култура, односно владата.